Раководителот на подрачната единица на Министерството за земјоделие од Битола Илија Србиновски ги демантира обвинувањата од дополнителниот заменик министер Љупчо Николовски. Прикажувајќи ги договорите, вели дека обвинувањата во поднесената кривична пријава против него се лаги и невистини. Ми прават политички партиски притисок или хајка против мене и против моето семејство, бидејќи сакаат да кажат да добијат поени кај земјоделците во Пелагонискиот реон. Јас да ви кажам за ваше знаење, бев председател 20 години на политичката партија на ВМРО ДПМН на изборната единица и каде земјоделците го видоа цел бенефит од ВМРО ДПМН и од владата. Според Николовски, кој пред неколку денови поднесе кривична пријава до јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција за основани сомненија за злоупотреба на службената положба и овластувања, Србиновски добил 45 хектари државно земјоделско земјиште под концесија, а го вработил и речиси целото семејство во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Го вмешуваат моето семејство, дека мојата сопруга имала фирми. Не, јавно кажувам. Најодговорно кажувам дека мојата сопруга е регистриран земјоделец, која има земја добиено, како сите што имаат добиено регуларно. Ево видите, може да видите на увид како е регуларно добиено, затоа што има одлука, има договор од министерот подпишан и владение. Јас му порачувам на дополнителниот заменик министер, правник бил, нека види што е одлука, нека види што е владение и нека види што е договор за закуп, а не да ми го меша моето семејство. Точно е дека мојата сна е вработена преку оглас. Значи вработена е преку оглас уште во 2007. Не кријам ништо. Ветеринарен техничар е, запослена е тука преку оглас и влезе, има државен службеник, си полагаше и влезе. Не кријам од тие работи. Србиновски изјави дека не ја исклучува можноста и тој да поднесе кривична пријава за клевета против дополнителниот заменик министер за земјоделство Љупчо Николовски.